Сдруженијето на приватни здравствени стоматолошки установи и приватни доктори по дентална медицина бара државата да ги стави во петтиот сет на мерки за помош поради ковид кризата. Тие во моментов имаат две главни барања: директна финансиска помош заради исплата на минимални бруто плати на вработените, како и ослободување од фискални и парафискални трошоци, се додека трае кризната состојба. Велат дека поради COVID-19 огромен дел од ординациите биле буквално пред банкрот. Бројот на посети во нашите ординации беше редуциран од една страна, од друга страна беше зголемен финансискиот изdatок во однос на купување на надстандардна опрема, што сериозно доведе до истенчување и на така тенкиот финансиски буџет во приватните здравствени установи. Она што е битно, бидејќи иако владата на Република Северна Македонија одвои голем буџет за исполнување на економските мерки, сепак приватните здравствени установи не се најдоа никаде од тие пакети и останаа настрана од сите финансиски средства. Имајќи во предвид дека голем број наши членки веќе тоа го потенцира и го изразија на нашите онлайн средби и на протестот, факт е дека 60 до 70% од ординациите кумулати се на работ на финансиски банкроти на екзистенција. Бидејќи не можат да обезбедат и минимални плати за стоматолошкиот тим и за плаќање на режисерските трошкови. Сдруженијето на 24 декември минатата година одржа и онлайн протест, на кој што се испратија повеќе барања, а досега не влегле во ниту еден сет на мерки за помош од државата. Поради рестриктивните мерки и посебните услови и протоколи за работа кои беа наложени на приватните здравствени стоматолошки установи уште од мај минатата година, беше преполовена фреквенцијата на посети и интервенции на пациенти, како и се јави огромна потреба од додатни непредвидени финансиски трошоци по однос на обезбедување на дополнителна надстандардна и редовна заштитна опрема, која што поради ковид кризата повеќекратно се зголеми во однос на цените. И стоматолошките ординации како микроправни субјекти претрпеа огромни финансиски загуби и се доведени на работна екзистенција. Речиси 2/3 од стоматолошките тимови не се во можност да ги покријат основните режиски трошоци и да исплатат минимални плати за стоматологот и асистентот. Во тек на изготвувањето на четвртиот пакет на мерки имаше еден, да го наречеме, пропуст или беа заборавени стоматолозите, односно не беше земен еден факт каде што кај оваа група на правни субјекти се занемари фактот што Фондот за здравствено осигурување при крајот на 2019 година го зголеми капитациониот бод кај стоматолозите кои имаат склучено договори со фондот за 8 денари и од прилика 20%, при што стоматолошките ординации не можеа да го исполнат процентуалниот услов за владината помош која беше понудена. Стоматолозите се револтирани поради тоа што како здравствени работници се исто така на првата борбена линија заедно со останатиот дел од медицинскиот персонал во Македонија, но тоа воопшто не им се валоризирало. Се зголеми апсолутно неочекувано трошоците поради појавата на вирусот и треба да се издвојат големи финансиски средства за заштита надстандардна, а и она редовна заштита која што беше, цените се енормно покачени и поради тоа трпиме голема штета. Тоа е едниот основ, а другиот основ е факторот време. Не можеме да примаме пациенти поради посебните процедури на работа во таков вид и обем и фреквенција како што беше покасно, нормално ради тие ковид предострожни мерки. Сето тоа доведува до трошок кој е непланиран и едноставно трпиме загуби како и сите останати гранки во медицината. Треба да се напомни дека и ние сме сектор кој, ако не е најризичен, меѓутоа во првите 3 најризични лекарски професии спаѓа во оваа ситуација при ковид ситуацијата. Доколку и овој пат не влезат во државниот сет на мерки за помош, ќе имаат повторно состанок како здружение, на кој што ќе се донесат заклучоци како ќе настапуваат понатаму, а не ја исклучуваат можноста и за протести.